Добар ден. И денешната дневна доза на Фактор здравје ќе изобилува со многу информации, многу нови работи и она што е најважно тоа е темата. За деталите и представувањето на гостинот ќе почекате, односно ќе одвоиме повеќе време по најавата, а претходно знаете дека и денеска добре дојде ќе ви посакаме со новитетите кои што се задржани во рубриката Истражувањата докажа. Староста е физиолошки процес или биолошки процес низ кој треба да помине секој човек. Еве неколку аспекти и нови научни искажувања кои што докажуваат како треба или може да се избориме против старењето. Постојат многу методи преку кои може да се избориме против старењето. Многумина ги бојадисуваат своите коси и одржуваат кондиција и се трудат да ја третираат кожата со различни козметички препарати. Освен надворешно, вистинското подмладување треба да дојде одвнатре, тоест да се делува внатрешно. Најголема одговорност треба да се има кон клетките кои доколку почнат да стареат, со нив ќе почне да старее и целиот организам. Најголем ризик фактор за предвремено старење е стресот. Но добрата вест е што рецепт за стресот или 7 состојки има кои што се способни да го одложат стресот и старењето во целина. Тоа се позитивната мисла, дружењето, медитирањето, вежбањето, здравата исхрана, здравите навики и постојаното држење на имунолошкиот систем на високо ниво. Најдобро е тоа да се прави со комплексни формули како што е G132 плюс Natural. Неговата 5-компонентна природна формула може да биде подкрепа на вашата медикаментозна терапија, но и да биде најдобра превенција за одложување или елиминирање на некоја состојба или болест. А ако старењето е физиолошка или нормална биолошка состојба низ која поминува секој човек, андропаузата е состојба низ која поминува секој маж, тогаш кога зборуваме за жената, таа состојба се нарекува менопауза. Токму менопауза е денешната тема во Фактор здравје, тема за која што повеќе аспекти ќе ви предочиме во соработка со Центарот за плодност Њуборг клиник, центар кој што секојдневно ви стои на располагање на двата директни телефонски броеви 02 2734 350 и 077 443 443. Во име на Њуборг клиник, денеска повторно во Фактор здравје сите ние ќе имаме можност да се дружиме со доктор Владимир Трајковски, кој што е специјалист гинеколог акушер. Доктор Трајковски, добар ден и благодарам што сте во Фактор здравје. Како сте? Добар ден, благодарам. Како вие би опишале менопаузата? Јас знам, например, некои жени велат дека е тоа почеток на крајот на нивната младост, некои велат дека е крај на нивната оплодна моќ и сексапилност која што доаѓа со годините. Или зрелост. Да. Да. Едно доба кое што како сите предходат треба да се мине низ него, а ако се јават непријатности, да се најде начин да се надминат. Сигурно тука сте вие да помогнете, за аспектите ќе зборуваме во продолжение. Ви посакувам убаво да се чувствувате како и јас во ваше друштво, а заедничките мисли, информации и можноста да комуницирате и вие со нас ќе ви овозможиме по првиот блок реклами и остатокот од емисијата кој што ќе продолжи токму по овој блок. Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот како најопасен, се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти, подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е G-Natural, докажаниот имуностимулатор, прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Те си, Гане! Си, ти Како е, матери, седи? Што има? Нема ништа. Лепо ми изгледаш. Тајна е у липосукцијско исхране. Па зари ти? Желјка сам срeo и он ми се то каже. Самарџич, он смршал 25 кила, човече. Могу би ти да пробам? Од сутра креćem и ја. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Продуктот, здрави резултатот, ќе ти даде сила да продолжи по патот. Ова не
Свет за здраво детство. G-Kids. Фактор здравје продолжува онаму каде што застанавме, односно темата е менопауза, а гостинот доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер, кој што доаѓа во името на Њубор Клиник Центарот за плодност, центар кој што можете и директно да го посетите на булеварот Борис Трајковски, број 44 во Скопје и на нивната страница на глобалната мрежа www.njubor.mk, каде што можете да се запознаете со сите новитети во овој центар за плодност, да закажете термин и да се советувате за вашето здравје, кое што го опфаќа токму гинекологија и акушерството. Доктор Трајковски, кажавте што представува менопаузата, но дали ова представува процес низ кој секоја жена нормално треба и од физиолошки и од биолошки аспект да помине? Секоја жена има репродуктивна доба која што има почеток и крај. Крајот го значува менопаузата, како што е изненадување за младите девојчиња, добата на менархат, односно на првото пројавување на менструалните циклуси, каде што треба исто така да им се посвети внимание повеќе од еден психолошки аспект, да се соочат со добата што доаѓа. Така и ова е во едно друго доба, каде што повеќе носи физички непријатности и кај секоја посебно индивидуа и деломно психолошки непријатности. Меѓутоа, во денешно време постојат повеќе начини да се ослободат од овие тегоби и да си го леснат добата низ кое што кога ќе минат, веќе ќе дојдат во едно друго постабилно време. Кажавте дека менопаузата представува процес по плодноста, односно периодот со завршувањето на репродуктивното здравје и можноста или неможноста за овулација која што го карактеризира менопаузата. Но што е причината? Зошто доаѓа токму до овие процеси и овие појави? Менопаузата е практично последното, генитално крварење, менструално крварење. Тоа на тој начин, како што го дефиниравме, се одредува ретроградно. Значи, после една отсуство на генитално крварење од околу 6 до 12 месеци, ќе се прогласи тоа претходното, последното, дека било практично менопауза. Периодот околу тоа доба, што опфаќа околу плюс-минус 1 до 2 години, ги носи тие промени кои што влијаат и врз здравјето сеопшто и врз психолошкото здравје. Може да остават траги и ефект врз секојдневието на женската индивидуа, така што го опфаќа периодот околу 50-та година, која што е доба на нормален престанок на менструалните крварења и влагање во менопаузалната доба. Се што е пред 40 годишна возраст се смета дека се работи за предвремена практично менопауза. Јас сакам да ги поканам гледачите на 6091925 и 6091924. Ги имате овие телефонски броеви на вашите екрани. Доколку имате интерес и потреба, слободно јавете се и побарајте помош, односно прашање кое што ќе ви биде одговорено од доктор Владимир Трајковски. Кажавте дека 50-та година е таа гранична возраст, односно линија, ако можам така да се изразам, кога жената нормално влегува во тој процес на менопауза, но има, рековте, и појави кога тоа се случува порано. Кои се тие причини? Што може да предиспонира или да предизвика порано влегување во менопауза кај жената? Како се во нашето тело, така и овариумите се практично јаниците кај жената се генетски одредени, предодредени за нивната функција и нивното практично гасење во менопаузалното доба. Значи, генетска е причината, најчесто, може да има, нема влијање ни расата, ни социоекономските услови некој особено, ни други такви секојдневни фактори, а дополнително може да делуваат токсични агенции од околината, зрачењата, автоимунолошките заболувања, некои хромозомски неправилности, абнормалности, односно болести. Значи може и од здравствени причини тоа да е предиспонирано, генетски условена е добата. Оно што се
Да. Престанокот на функцијата на овариумите како. Бидејќи кажавте овариумите се тие или јајниците кои што престануваат да работат, тоа значи дека и нема лачење на хормони, женските хормони, естрогенот пред се и прогестеронот. Да, баш естрогенот практично го ја обележува и ги обележува и е причина за главно за сите промени што се јавува во женското тело, падот, постепен пад на естрогените. Она што го кажавте на почетокот покрај физичките, тука се и психичките промени кои што се кај жената или симптоматологијата што ја следи менопаузата, па полека може да откриеме или да кажеме всушност дали има типични некои симптоми кои што укажуваат и што вам пред се како лекар ви е потребно за да ја констатирате менопаузата покрај оние 12 месеци, нели рековте, ако до една година нема веќе крварење, односно менструација, тоа го одбележуваме како последна и жената веќе влегува во менопауза. Најчеста појава, односно симптоми на менопаузата, кои што ја најавуваат, се вазомоторните симптоми, односно тие топли бранови, топлоладни бранови, кои што се присутни као од прилика 3/4 од женската популација во тоа доба. Пропратено со исто така со ефектот на намалување на естрогените на вагината и на уринарните проблеми, кои што се јавуваат исто така како последица од падот на естрогените. Значи, кај 3/4 од жените се вазомоторните симптоми, топлите бранови, кои се резултат практично на промените во крвните садови, наглите промени во крвните садови, кои што доведуваат до нагло потење, загревање и кои што имаат и реперкусија врз секојдневното функционирање и во работната и во животната средина. Сигурно дополнително на овие фактори влијаат можеби и секојдневните работни обврски, семени обврски доколку ги има таа жена и се она што ја обкружува. Во смисла како што рековте, кога е студено да и биде неа топло, да биде можеби повеќе анксиозна или нервозна од вообичаено. Така. Тоа би го нарекол повеќе не влијаат на дворешните фактори врста, туку потешко може да се справува самата личност со секојдневието во услови. Кога зборуваме за сите овие симптоми и симптоматологија, дали тогаш треба да се побара помош од гинеколог акушер или? Треба да се побара во колку тие се посилно изразени. Значи се интензивираат. Особено кога истите се пропратени и со тегоби со уринарните, со мокрачните органи, бидејќи и практично дел од структурата на уринарните патишта е исто така сензитивна на и растот и падот на естрогените, па може да се јават и проблеми од тој аспект, особено со отежното мокрење или отежното задржување на урината во одредени ситуации, значи неволно истекување. И како последна, како уште еден фактор, уште една последица на менопаузата може да се јави и остеопороза. Да го слушнеме првото јавување, го имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, господјо, во програма сте? Имам прашање за докторот. Поставете го прашањето, да? Дали ме слушате? Да, ве слушам. Да, поставете го прашањето. Прво ве поздравувам. Благодарам. И ние ве поздравуваме вас. Хвала. Вака, имам 38 години и секогаш пред пред циклусот неколку дена осеќам потење, ноќно потење. Дали нешто укажува тоа со... Јас ова не го слушнав баш најдобро. И само дали тоа го чувствувате пред секој циклус до сега во животот? Да, еве 2 години, да. А колку години имате? Редовно пред циклусот 5-6 дена. И ми се случува... Да. Дали ова доволно, докторе? Да. Благодарам за вашето прашање. Не би требало да се ова знаци типични за најава за настап на менопауза. И меѓу другото требаше да спомнам тоа претходно, значи состојбата
може да се насети како резултат исто така на хормонските анализи кои ќе се направат, исто како при испитување на репродуктивната способност, на третиот ден да се земе хормонски статус, каде што нивоата на естрогените и на другите хормони би укажале на можност од скорашен настап на менопауза или перименопаузалната доба. Имаме уште едно јавување, докторе, да го слушнеме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас, господјо. Поздрав до докторот, поздрав до вас. Благодарам. И до вас поздрав Се јавам, патуваме. имам 49 години, веќе сум у менопауза. Колку години? 49. Не, колку години сте во менопауза? Па, има 4-5 години. Добро. И сега имам тие топли бранови. Добро. Дали е доволно или? Да. Да, благодарам и за вашето прашање. И уште едно имаме во овој блок доктор Трајковски и ќе одговорите потоа на двете прашања. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас, господјо. Ало? Дали ме слушате, господјо? Добар ден. Години. Ало, јас сум на линија. Зборувајте слободно. Имам 53 години, веќе нередовни менструации и продолжени крварења. Во врска со тие продолжени крварења ме интересира како да се прекратат. Колку години имате? 53. Дали е доволно и Доволно. Благодарам и за вашето прашање. Сакате на првата или втората господја прво? Па поред. Добро. На првата господја, ако веќе е навлезена, да речеме, 4-5 години рече во менопауза. Во менопаузата. Ако вие симптоми се толку силно изразени, повеќе би и советувал суплементарна терапија и друга немедицинска, практично немедикаментозна терапија, а најдобар третман на овие на јако изразените вазомоторни симптоми е хормонската терапија. Меѓутоа, со оглед на тоа што веќе е неколку години во после менопауза, подобро би било да се обрати до матичниот лекар или гинеколог за некој друг вид на терапија, не медикаментозна. И да одговориме на втората гледачка, што праша дека има продолжени крварења. Так, во тоа доба најчести се практично крварењата не се вистински менструални, односно се дисфункционални крварења, затоа што се практично без овулација, ановулаторни крварења. Тие може да се надминат со исто така со хормонска терапија во втората фаза на циклусот. И за истото би требало да се обратат кај матичниот гинеколог. Таа терапија, доколку има потреба. Или да, се едно, на гинеколог, и таа терапија би можела да се зима и долгорочно од аспект на крварењата. Ке зборуваме после вториот блок реклами за терапијата и како се третираат жените кои што се во менопауза, но претходно уште две јавувања имаме на линија да ги слушнеме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас, господјо, во програма сте? Јас сум на возраст 42 години и во последните... Ало, ме слушате? Да, ве слушаме, да. Да, во последните 2 години веќе се појавуваат рани вакви симптоми. Направив овие хормонски тест, бидејќи не доаѓаше по природен пат, беше испровоцирано со оние примолут нор, направив после третиот ден хормонски испитувања и се покажа дека еден од овие 5 хормони кои што ги испитував, тоаш матичната докторка ми кажа дека тоа е тоа, значи сум веќе во предменопауз. Добро. Сега вака, прашањето ми е за тоа што овие проправни симптоми кои што се топло-ладно не се до толку изразени, меѓутоа имам голем проблем со спиење. Значи, спијам 3-4 сати, се будам 4-5 и после 4 са бајле и после 3-4-5 сати не можам да заспиам. Пробав, да не почнам со диазепам, ми рекоа со пасифлора, апчиња, меѓутоа како да не делуваат, значи пак постојано во тој временски период наутро се будам. Со во консултација со матичната докторка ми препорача да
пијам мака. Тие се оние некои растенија од Андите, не знам, некои капсули кои што нели помагале, влијаеле, не знам, на женските хормони и така натака. И сега јас прашање до докторот конкретно сакав малку вовет, бидејќи не е аниматичен, не е запознат. Малку помош, што би можела да направам јас за, нели, да можам да имам континуиран сон, да речеме, барем од 7 сати. Затоа што имам енергија, и сам денот си нормално си тече се, меѓутоа фактот дека се будам и не можам да заспиам навечер, по од 4 сабајле до кај 7 не речем, ми представува проблем. Да, ви измачува тоа. Благодарам за вашето прашање. Продолжуваме со вториот блок реклами. По враќањето ќе се вратиме со одговорот на гледачката и останатите аспекти од денешната тема насловена менопауза. Присуството на ХПВ вирусот и останатите сексуално преносливи заболувања представуваат сериозен здравствен проблем кај жената. Исто така представуваат и проблем при зачнувањето кај младите парови. Покрај останатата терапија користиме високи дози на природни антиоксиданси и имуностимулатори. Таков природен антиоксиданс и имуностимулатор представува и Г-Натурал, кој што е прифатен и од стручниот свет и од пациентите. Една таблета наутро пред јадење е доволна терапија за третман на истиве болести. Мојата препорака е Г-Натурал. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Чао, геймери, ево за вас сам донео еден специјални G-Kids. Може? Не садржи шеќер, раствара се у води, куркума му даje наранџасту боју, а природним путем се дошло до ароме бреска. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, лазерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа, дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс, гербален лек од валеријана, маточина и хмель. За убав ден и мирна ноќ. Со доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер, денеска зборуваме на тема менопауза. 6091-925 и 6091-924 и натаму се отворени две телефонски линии за ваши јавувања, а кога зборуваме за тимот на доктор Трајковски, тоа е Newborn Clinic, Центарот за плодност, кој што секојдневно можете да го посетите и да го контактирате на 02-2734-350 и 077-443-443. Нивните простории се наоѓаат на булеварот Борис Трајковски, број 44 во Скопје, а страницата на глобалната мрежа е www.newborn.mk. Доктор Трајковски, да одговориме на господјата што се јави пред рекламите. Да, како што разбрав, 42 години се работи за особа од 42 години. Нарушен сон имаше речета. Да, мала возраст е таа. Симптомите се прејавуваат веќе во порана возраст. Тука претходно заборив да го спомнам како исто еден знак е вагиналната сувост, која што носи потоа и болни односи. И проблемите со уринирањето. Со оглед на возраста, најверојатно препорачлива е хормонската терапија за гледачката.
Таа има најдобар ефект врз сите симптоми, но пред да се припише мора да се проверат повеќе аспекти од здравјето, за да се установи дека не постојат контраиндикации, затоа што хормонската терапија е со еден глобален ефект врз телото и врз органските системи, па може да доведе до други сериозни и животозагрозувачки компликации, така што мора да се направи проверка, односно одредени клиничко-лабораториски испитувања и ако рече господјот тоа што да го се споменавте препише. на третиот ден да се направи хормонален статус, проверка. И мислам дека кажа дека е направено. Да. И дека е воочено, дека практично станува збор за настап на менопауза скораш. Доколку и се потребни да повеќе информации, ја опатуваме на ваша адреса во Newborn Clinic. Додвојме време и за следното јавување. Добар ден. Добар ден. Господјо, и вас ве слушаме, во програма сте. Поздрав до докторот. Благодарам. Поздрав и до вас. Имам проблем уште лани ова време. ХПВ 49 и 51, високоризичен. Примав терапија 6 месеци изопринизон. Не знам дали го знае докторот тој лек. Добро, продолжете. Продолжете. Тоа беше до јули. Од јули ја прекинав терапијата зашто ми зема рис и биопсија, се во ред. Од август добивам на 2 месеци, а во октомври добив 2 пати. Пак ќе немам 2 месеци, наредниот, после третиот месец да кажам, ќе добиам пак 2 пати. Дев да го правам тестот, имам тироиден статус 3,4. Малку е низок. Добро. Колку години има? Имате ли конкретно прашање или барате совет, препорака? Прашањето ми е дали сум во менопауза или имам некој гинеколошки проблем. Тоа е прашањето. Колку години имате? 48. 48. Дали е доволно, докторе, ова како информација? Да. Да. Благодарам за вашето јавување. Како што ни кажавте, најверојатно се сте направиле во однос на ХПВ испитувањата и сите диагностички процедури, така што да, ако резултатот би бил негативен, значи би следува еден безбеден период од најмалку 1 година и се разбира редовни цитолошки контроли, односно брисеви. А во однос на годините и хормоните, не го чув точно како ви е хормонскиот статус, затоа треба да се јавите, па да видим. 3,8 чинам дека рече, во однос на тироидата. Во однос на тироидата, ама тоа вака ништо не значи ако дојдете со Сепак резултатите, па консултација, да. За консултација, да. Да. Слободни сте и добро дојдене. Уште едно јавување вклучуваме денес во Фактор здравје. Добар ден. Дали сте на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас. Дали може едно прашање? Да, слободно поставете го. Кој е ризикот од раната менопауза на возраст од 38 години? Добро. Бидејќи јас сум веќе во рана менопауза, диагностицирана. Диагностицирана веќе раната менопауза. И кој е ризикот од таа менопауза? Кој е ризикот од рана диагностицирана менопауза? Чинам тоа е прашањето. Ризикот од раната менопауза нема особен ризик врз здравјето на жената, но кардиоваскуларните болести се причина за околу 45% од смртноста кај жените, а хормонската терапија до сега користена се увидел бенефит во однос на одржувањето на здравјето на овој систем. Значи, со оглед на годините, може да се размислува, се разбира, безбедна употреба, после сите потребни направени диагностички процедури и остеопорозата во таа возраст. Сепак се работи за под 40 години. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Дали сте се уште на линија? Ало, добар ден.
Доколку не сте, ве поканувам повторно да се јавите и да поставите прашање до доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер од Центарот за плодност Нјуборн клиник од Скопје. Докторе, кажавте дека ке многу жени сувоста на вагината е еден од аспектите или симптомите кои што ја следи менопаузата. Дали ова хормонска терапија која што се дава, односно заместител за естрогенот, може да ја врати таа влажност на вагината пред се и нормално да ги подобри сексуалните односи кои што не се забранети чинами во менопаузата, така? Се препорачливи. Да. Системската употреба на хормоните практично е доволно. Но ако се работи веќе за постменопаузална доба, може да се користат и топични, односно локални средства со естрогени, хормони. Добро. За да се надмине овој проблем. Постојат разни и многу видови креми кои што ги подобруваат овие. Околу терапијата ќе зборуваме малку потоцна за да ги слушнеме и следните две јавувања. Добар ден. Ало, добар ден. Господјо, ве слушаме и вас. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, поставете го вашето прашање. Имам едно прашање до докторот. На возраст сум од 57 години и уште добивам, мислам, менструација, а имам добиено на 12 години. До кога јас, дали има граница до кога, например, ќе трае тоа, мислам, менопаузава моја, што јас добивам уште, например. Ава сум на возраст на 57 години. Да, тоа го разбравме. Која е возраста, ме интересира, а многу мала имам добиено. Благодарам за вашето прашање и уште едно имаме во овој блок. Добар ден. Ало, добар ден, поздрав до студието и до докторот. Вака сега. Поздрав и до вас, господи. Да, неговата изјава пред малку ја слушна. Дали хормонската терапија, јас сум 49 години, веќе 4 години немам мензис, дали и не примам хормонска терапија, пошто имам вадено мало бенигно туморче на градата. И тогаш гинекологом ми забрани, значи никаква хормонска терапија да примам. Сега доктор од неговото излагање го слушам дека ако се доколку се прима хормонска терапија, значи здравјето на жената фактички е по-добро за разлика ако не се прима хормонска терапија, колку е тоа на, да речеме, веродостојно, пошто ја не примам. И тоа е, кој што кажа и докторот, дека како останал во менопауза, појави ми се тахикардија, значи, тоа ме највеќе интересира хормонската терапија, како е да се пие или да не се пие, мислам, како е по-битно. Каква е препораката? Благодарам и за вашиот интерес. Сакате на вторава господја или на првата во овој блок? Поред. Да. На првата господја, 57 годишна возраст. На 12 ја добила првата менструација. Неприродно е да траат се уште толку циклусите. Значи, во толку години минување низ циклични крварења, утерени, во овие последните барем неколку години најверојатно се работи за дисфункционални крварења кои што носат опасност заради действото на хормоните да се јават промени на матката, на ендометриумот. И ризик да не ја исплаши пациентката, да не ја исплаши гледачката, ризик за појава и на премалигни малигни болести на лигавицата на матката. Затоа препорачувам да се јави кај матичниот гинеколог и да направи експлоративна кератажа. И втората гледачка што се јави? Втората гледачка, меѓу другите испитувања кои што треба да се направат пред употреба на хормони во терапијата, треба да се направи ехо на дојка и мамографија, зависно од возраста и наодот од испитувањата. Потоа историјата за малигни болести на дојката, па може да се испитат и генетиката фамилиарна, но доколку се работи само за бенигна формација, исклучително само кај гледачката, а немаат во семејството историја за карцином на дојка, за малигни болести на дојка, може да се примени. И последното јавување го имаме денес во Фактор здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте и вие, господјо, ве слушаме. Вака, имам 50 години. Во ред. И пред некој време бев на преглед и имам миом 6 сантими. И сега гинекологот ми рече дека
не мора да се брза со вадење, пошто ако настапи менопауза, тој нема повеќе да расте. Па би побарала мислење од докторот, дали да одам на отстранување на миомот или да чекам. Дали е доволно ова за да кажете? Колку години имате? Годините, дали сте на линија, господја? Да, 50 години. Колку години рековте? 50 години. 50 години, да. Благодарам за одговорот. Добро ве советува вашиот доктор. Околку немате тегоби, а веројатно и немате, затоа и така ви советувал, послушајте го. Со менопаузата и промената која што имате на матката ќе регредира. И моето последно прашање денеска до вас, доктор Трајковски, се однесува на тоа во однос на терапијата. Кажавте дека заместителната или хормонската терапија се препорачува во менопауза. Постојат ли случаи кај некои жени каде што не се препишува терапија и доколку постои, до кога таа треба да се прима? Може да се прима неколку години, значи за еден подлог период, зависно во која доба ќе се почне и како се изразени симптомите. Има повеќе скоринг системи за проценка на бидејќи кажете еден аспект, додатоците во исхраната некогаш се препорачуваат, а до кога таа хормонска терапија се препишува и се зема? Додека е безбедна. Значи тоа е повторно проценка на гинекологот кој што ја води. И редовни контроли на другите исто така органски системи, бидејќи ризикот од примената на хормоните е сеопшт. И последното прашање, повторно ме иницииравте кога веќе ќе се заврши менопаузата, ќе заврши таа хормонска терапија, дали постменопаузално нешто се препорачува кај жените за остатокот од животот? За остатокот од животот најчесто ги остануваат како тегоби локалните, односно вагиналната сувост и проблемите со уринирање. Затоа постои, како што реков, и топична терапија, односно локална терапија. Дека се применува. Сигурно. Ви благодарам за сите овие информации. Интересот на гледачите беше очигледен. Покана повторно да не бидете дел од Фактор здравје и поздрав до колегите во Њуборн клиник. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер, беше денешен гостин во Фактор здравје, а за закажување термини кај него и тимот во Њуборн клиник ви стојат секојдневно на располагање на 022734 и 077443443. Истото тоа можете да го сторите и по писмен пат на newborn.mk. Со сите овие информации ви благодарам и за вашиот интерес и соработка денес во Фактор здравје и поздрав до утрешната нова емисија.